Задоволна публика исполнети детските соништа на сцена да пеат хитови од врвни пејачи и групи на македонски, српски, англиски, француски јазик. Презадоволни организаторите, Асоциацијата за култура и уметност, Мултиарт и Телевизија Плюс за уште една успешна реализација на фестивалот за деца Малино големи пејачи. Песните Црно и бело и ќе биде се во ред, врати ми го сонцето заветна, како и изненадувањето на вечерта хорска изведба на големиот хит Нек живи љубов, се само дел од богатиот музички репертоар подготвен од младите талентирани изведувачи од Куманово под менторство на стручни лица. На сцената ни продефилираа 25 дечиња, 24 песнички, бидејќи една ни беше дуетска. Покрај нив продефилира уште 30 до 40 танчери од различни танцови студија. Значи, тука ни беа Кут Срма, тука ни беа Виртус, тука ни беше Динамик, Фјужн, Мак и Ултра. И благодарам на сите кои што со својата позитивна енергија ја пренесува енергијата на публиката. Благодарноста не е само од мене, благодарноста е од целата асоциација Мултиарт, од Телевизија Плюс, од сите организатори. Ние мислам дека достигнавме некое ниво кое што ќе треба да оди многу понагоре. Во сабота ни следува уште една манифестација која што ја приредуваме исто од Мултиарт и Телевизија Плюс, тоа е манифестацијата на смешка. Таму ќе се смееме, ги поканувам сите граѓани да продолжиме со оваа позитивна енергија пренесена од најмалите, да се смееме на нашите стендап комичари од Куманово. Расте бројот на пријавени, расте бројот на талентирани, ќе се менуваат пропозициите, ќе се менува фестивалот во поинакво светло, во многу подобро светло се надевам. И многу сме среќни што одзивот се зголемува и што пронаоѓаме уште многу талентирани дечиња. Се надеваме на дупло бројка од оваа година и се надеваме на уште поголема организација. И благодарност секако до Општина Куманово, секторот за култура, кој што и оваа година ни помогна со средства за организација на оваа манифестација. Во Куманово има многу таленти, одлични млади музичари кои што допрева треба да се надградуваат, а општеството треба да им обезбеди услови за работа. Истакна идејниот творец на фестивалот за деца Малино големи пејачи професорот Стојадин Ивановски Дине, кој пред 40 години го формираше Ден студиото МАК како матична секција на Центарот за култура Трајко Прокопиев. Дордежа мисля дека Куманово има премногу талент, има премногу добри музичари. Само штета што у марто бит се дефилени во овој процес, сакаме да го наричам. Имаме многу млади, што тој треба да се работи, каде би било добро упесето кој ќе да грижа за младите, бидејќи тие сакаш имаат снага, волја, желба, а ние треба да го гледаме само услови за работа. Работата со овие дечиња, јас сум пресреќен бидејќи работам со млади. Многу се хватуваш директно има кога се работа и со младите и со нивните родители се доси дека тврди голем интерес, но за мој интерес треба толку често да се заангажира, да дојде до израк со дефетот на или да се дадат беха наредот збориме, имаме 2 вечера на помпане на поголеми деца. Се надам дека ќе имаме и дуети, а може би 3 квартети. Мислам дека доколку треба да биде една од манифестациите, сега ќе живеат некако што едно време беше Мак без да песни како натаму. Ние одам во култура, може би 40 години гоvorили, кој викаш немало толку пари за културата. А имаме толку таленти, Македонија, Косово и Куманово се преполни со таланти, кои за жал не може да вискаже своје таланти, не знам кој нема прилика, нема простори, видите, ние рекомбица културата може да дадат доволни програми само кога нема грејање, Мислам, во леките периоди бидејќи кога во зимата нема грејање врачу. Сега ние излезе до октомври месец, од денови на коледе, до 3 месец тоа е мртов период за кубаната во Руманија. И за музиката, и за музичко-сценските дени. Фестивалот Малино големи пејачи се одржува втор пат во Куманово, поддржан од секторот за култура и Советот на Општина Куманово.